се одвива по пат на поединечно произнесување на секој член на совет кој е најавен на седницата. За таа цел ве молам поединечно да констатирам колку советници се најавени на денешната седница. Видео се, стоп видео се. Миријана Кркова. Како тоа да би изработи? Горица Пиливанова Вилхем. Да. Виолета Димитрова. Да. Василка Дрварова. Зоран Јованчев. Тука. Развигор Кабрамов. Ја. Митко Камчев. Да. Анита Гинова Каракутова. Да. Душица Крстич. Да. Божанка Минова. Да. Тони Нешковски. Да. Драганчо Николов. Да. Петар Николов. Да. Јосиф Стојанов. Да. Блаже Тасев. Никола Трендафилов. Тука. Лазар Ториманџов. Ташо Радњански не. И јас Ристо Закалиев. Констатирам дека кворум за работа има и 16 присутни, односно најавени, и советот може полуважно да одлучува по предложение од дневен ред. Согласно решението за свикување на денешната седница, доставен е и записник од 39-та седница на Совет на општина Кавадац, одржан на ден 13.3.2020 година. Дали има забелешки од 39-та седница на Совет на општина Кавадац? Ве молам кој е за усвојување на записник од 39-та седница на Совет на општина Кавадац? Ја. Миријана Кркова. Да. Горица Пиливанова Вилхем. Да. Виолета Димитрова. Да. Василка Дрварова. Да. Зоран Јованчев. За. Развигор Кабрамов. Да. Митко Камчев. За. Анита Гинова Каракутова. За. Душица Крстич. Да. Божанка Минова. Да. Тони Нешковски. За. Драганчо Николов. За. Петар Николов. Јосиф Стојанов. За. Тастев. Никола Трендафилов. За. Лазар Ториманџов. Ристо Сакалиев за. Констатирам дека е усвоен записникот од 39-та седница на Совет на општина Кавадац. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата, закажано за денес и тоа. Под број 1, предлог одлука за престанување на важење на одлука за давање согласност за отпочнување на постапка за задолжување на општина Кавадац и пред Светска банка за реализација на капитален проект изградба на зелен пазар. Точка 2. Предлог одлука за долгорочно задолжување, домашно задолжување на општина Кавадаци за финансирање на проект изградба на пазар со подземен паркинг во две нивоа покриен со насрешници и изградба на улица 1 зелен пазар, асфалтирање и комплетна подземна инфраструктура. Точка 3. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Кавадац за 2020 година, прв квартал. Четврта точка, предлог одлука за изменување и дополнување на буџет на општина Кавадац за 2020 година. Пета точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадац за 2020 година. Шеста точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2020 година. Седма точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадац за 2020 година. Осма точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадац за 2020 година. Девета точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадац во област на спорт и млади за 2020 година. Десета точка, предлог програма за активноста на општина Кавадац во област на културата за 2020 година. 11 точка, предлог
програма за активност на општина Кавадаци во областа на социјалната заштита за 2020 година. 12 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 46/19 поведен пред Основен суд Кавадаци. 13 точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 5/19 поведен пред Основен суд Кавадаци. 14 точка. Предлог одлука за кофинансирање на проект подобрување на инфраструктурата на енергетската ефикасност во Средноопштинско земјоделско шумско училиште Ѓорче Петров. 15 точка. Предлог одлука за примање донација на материјално добро метални столбови за тротоари од Друштво за производство, трговија и услуги Кожушанка, Дојел, Уровски извоз Кавадац. 16 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро од Друштво за производство, трговија и услуги Кожушанка, Дојел, извоз Кавадац. 17 точка. Предлог одлука за примање на донација канделабри за улично осветлување во општина Кавадац од Друштво за производство, трговија и услуги Кожушанка, Дојел, увоз и извоз Кавадац. 18 точка. Предлог одлука за примање на донација ревизија на основен проект за изградба на објект капитал во склоп капела во склоп на муслимански гробишта во Кавадаци од Друштво за производство, трговија, услуги Кожушанка, Дојел, увоз и извоз Кавадаци. 19 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро за заштита од ковид вирусот од Друштво за производство, трговија и услуги Кожушанка, Дојел, Кавадаци. 20 точка. Предлог одлука за примање и давање донација на материјално добро прехрамбени производи од витаминка АД Прилеп. 21 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро од АС машини Дојел, увоз и извоз Кавадаци. 22 точка. Предлог одлука за примање на донација услуга за остварување на јавен интерес и реализација на проект за чисто југово Кавадаци од Друштво за производство, трговија и услуги Јами Експорт Импорт Дојел Кавадац. 23 точка. Предлог одлука за примање донација на материјално добро за облажување на последиците од ковид вирусот од Сдружение на граѓани Ротари Клуб Кавадац и Кавадаци. 24 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро тампон од Друштво за производство и трговија Градба Промет ДОО Кавадаци. 25 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро течно гориво за облажување на последиците од коронавирусот од ДПТУ Тритол Петрол Дојел Скопје. 26 точка. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро заштита од ковид вирусот од Друштво за производство, трговија Агротомил Славица и Ордан Дојел Кавадац. Точка 27. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за примање донација од ДПЦП Иркан проект Прилеп. 28 точка. Предлог одлука за издавање на гаранција за долгорочен кредит со својство на извршна исправа од ЈП Комуналец Кавадаци. 29 точка. Измена на годишен план за валутување на ЈП Комуналец за 2020 година. 30 точка. Извоштај за работењето на ЈП Комуналец Кавадаци за период од 1.1. до 31.12.2019 година. Донесено од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадаци на седница одржана на ден 11.2019 година. 31 точка. Годишен извеј за работа на мали колекторски Лука Бел Кавадаци 2019 година, донесено од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци на седница одржана на ден 27.2.2020 година. 32 точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за ослободување од плаќање на 50% од купниот надоместок на име за купнина утврдена со склучените договори за користење на простор во функција на спортот во ЈП Мито Хадивачилив Јасмин Кавадаци за месеците април и мај за 2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Мито Хаджи Василев Јасмин Кавадаци. Извештај за работењето на ЈП Паркинг Кавадаци за период од 1.1.2020 до 31.3.2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Паркинг Кавадаци.
34-та точка. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување и дополнување одлуката за дugорочно задолжување на ЈП паркинг Кавадарци со секција број 03/957/4 од 2.4.2020 година донесена на управен одбор на ЈП паркинг Кавадарци. 35 предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање со архивски број 03/957/5 од 2.4.2020 година донесена од управниот одбор на ЈП паркинг Кавадарци. 36-та точка. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на средно општинско училиште Киро Спанџо Брко Кавадарци за 2021 година. Согласно деловникот 59, согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за примање донација кабел за улично осветлување во општина Кавадарци од ДПТУ Електроексклузив ДОО Кавадарци. Согласно уредбата на Влада на Република Северна Македонија за примена на законот на локална самоуправа за време на војна состојба и деловник. Ве молам поединечно да се изјасниме дали со предложената точка да се дополни дневниот ред. Мирјана Гркова. Да. Горица Пеливанова Вилхем. За. Виолета Димитрова. За. Василка Древарова. Да. Зоран Јованчев. Развивор Кабрамов. Да. Митко Камчев. За. Нита Гинова Каракутова. За. Душица Крстич. За. Ожанка Минова. За. Тони Нешков. За. Драганчо Николов. За. Петар Николов. Јосиф Стојанов. За. Блаже Тасев. Никола Трендафилов. Развивор Толиманџов и Ристо Сакалиев за. А нели е подобро председателя да прашаш само ако има некој против? Да. Да ги читаме вака сите. Да не е. Ова кога треба со препорака, така е по закон, морам да ве читам. Добро, во ред. Поединечно изјаснување констатирам дека 16 е за. Против нема. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 37. Предлог одлука за примање на донација кабел за улично осветлување општина Кавадарци ДПТУ Електроексклузив ДОО Кавадарци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: одлука за измена и дополнување на годишната програма за работа на Основно општинско училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци за учебната 2019-2020 година со архивски број 02/111 од 25.2.2020 година. Донесена од ученичниот одбор на Општинско основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци. Согласно уредбата на Влада на Република Северна Македонија за примена на закон за локална самоуправа за време на воена состојба и деловникот. Ве молам поединечно да се изјасниме дали со предложената точка да се дополни предложениот дневен ред. Одиме поединечно. Мирјана Гркова. Да. Горица Пеливанова Вилхем. За. Виолета Димитрова. За. Василка Дрварова. За. Зоран Јованчев. За. Развигор Кабрамов. За. Митко Каров. За. Митко Камчев, се извинувам. Анита Каракутова Гркова. Не Гркова, Гинова. За. Гинова Каракутова. Ајде, шибе. Минова. За. Брзо, брзо. Тони Нешковски. За. Драганчо Николов. За. Петар Николов. За. Јосиф Стојанов. За. Блаже Тасев. За. Никола Трендафилов. За. Лазар Туриманџов. Ристо Сакалиев за. Мене не ме праша.
Се извинувам, Душица Крстич. За. Благодарам. Мястото ще просто. На поединечно изјаснување констатирам дека се за 17. Нема воздржани, нема против. Констатирам дека усвоен предложение од дневен ред да се дополни со точка следен број 38. Одлука за измени и дополнување годишната програма за работа на основно општинско училиште Тошо Велко Пепто Кавадац за учебната 2019-2020 година со архивски број 02-111/8 од 25.2.2020 година, донесена од училишниот одбор на општинско основно училиште Тошо Велко Пепто Кавадац. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадац, предлагам дополнување на денешниот дневниот ред за денешната седмица и тоа: предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општинските јавни патишта. Согласно уредба на Влада на Република Северна Македонија за примена на закон на локална самоуправа за време на воена состава и деловникот, ве молам поединечно да се изјасни дали со предложената точка да се дополни дневниот ред. Да ги читам. Да ги читам. Ако се слушаме, значи, во консултација сега со IT секторот, она што го предложивте пред малку, можеме да одиме и со такво гласење, да ги чита сите поединечно, доколку е некој против, да се произнесе за против или воздржан, а сите други да бидат за, пошто да не ги чита поединечно. Ако се согласувате така, може би така да продолжи седмицата, пошто вака мислам дека многу време ќе одземе на 40. Да. Може. Законски. Законот како вика. Може, али пака е поединечно, да дали има некој против, тој што е против се произнесува против и дали има некој воздржан. Супер. Останат за. Да. По-добро. Може. Може така, може. Може. Дали има некој да се произнесе дека е против ова точка да биде на дневен ред? Доколку нема, констатираме дека сите за. 17 за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка следен број 39. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на доместоците што се плаќаат за користење на општински јавни патишта. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадац, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седмица и тоа: согласно уредба на Влада на Република Северна Македонија за примена на закон за локална самоуправа за време на военна состојба и деловникот, ме молам поединечно да се изјасни дали предложената точка да се дополни предложение од дневен ред. Дали има некој против? Доколку нема, констатираме дека 17 се за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека е усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка следен број 40. Следен број 39. Извинувам. Предлог одлука за ослободување од намалување за користење простор пред деловниот простор за вршење дејност за военна состојба. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадац, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седмица и тоа: годишен извештај за поставување на отпад за 2019 година од градоначалник. Согласно уредба на Влада на Република Северна Македонија за примена на закон на локална самоуправа за време на военна состојба и деловникот, ве молам поединечно да се изјасни дали се предложената точка да се дополни предложение од дневен ред. Кој е против или воздржан? Доколку нема, констатирам дека 37 се за. 17. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка следен број 47. Годишен извештај за поставување на отпад за 2019 година од градоначалник. Постапување со отпад за 2019 година од градоначалник.
Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Квадац, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 4/2020 уведен пред Основен суд Квадац. Согласно одлуката на Влада на Република Северна Македонија за примена на Закон на локална самоуправа за време на борба со и Деловник дали позината да се доволни предложение од дневен ред. Доколку нема, констатираме дека 17 се за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка доведен предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 4/2020 пред Основен суд Квадац. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Квадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за ослободување за одобрување финансиски средства од буџет на општина Квадац за 2020 година за опожарен стамбен објект на улица Бошко Буха. Согласно одредбата на Влада на Република Северна Македонија за примена на Закон на локална самоуправа за време на борена состојба и Деловник. Ве молам поединечно да се изјасни дали со предложената точка да се дополни дневниот ред. Дали има против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека 18 се за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка доведен број 43. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Квадац за 2020 година за опожарена куќа, стамбен објект на улица Бошко Буха. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Квадац за 2020 година за опожарена куќа, стамбен објект во Мокриште. Согласно уредба за Влада на Република Северна Македонија за примена на Закон на локална самоуправа за време на борена состојба и Деловникот, ве молам поединечно да се изјасни дали се предната точка да се дополни дневниот ред. Кој е против и воздржан? Христо не е војна, вонред не е. Воредна реков. Од маската може. Доколку нема, констатирам дека се 18 за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка доведен број 34. Предлог одлука за ослободување за одобрување финансиски средства од буџет на општина Квадац за 2020 година за опожарен колективен стамбен објект во Мокриште. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Квадац предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Квадац за 2020 година за опожарен колективен стамбен објект на улица Пано Мударов. Согласно уредбата на Влада на Република Северна Македонија за примена на Закон на локална самоуправа за време на борена состојба и Деловник. Ве молам поединечно да се изјасниме дали приложената точка да се дополни дневниот ред. Дали има против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека 18 советници се за. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка доведен број 45. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Квадац за 2020 година за опожарен колективен стамбен објект на улица Пано Мударов. Согласно уредбата на Влада на Република Северна Македонија за примена на Закон на локална самоуправа за време на борена состојба и Деловник, ве молам поединечно да се изјасни дали предложената точка да се дополни дневниот ред. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешниот дневен ред? Доколку нема, вака поставениот дневен ред го ставам на усвојување. Дали има некој против и воздржан? Доколку нема, констатирам дека сите 18 се за. Да. Колеги, одиме со расправа од точка број 1. Точка број 1. Предлог одлука за престанување на важност на одлуката за давање согласност за отпуснување на постапка за задолжување на општина Квадац и пред Светска банка за реализација на капитален проект изградба на зелен пасаж. Отварам расправа. Дали некој бара збор?
Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Дали има против или воздржани? Нема, доколку нема, констатирам дека се 18 за. Втора точка, предлог одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Кавадаци за финансирање на проекти изградба на пазар со подземен паркинг во две нивоа, покриен со насрешница и изградба на улица 1 зелен пазар, асфалтирање и комплетна подземна инфраструктура. Отварам расправа. Јас. Повели? Божанка Мигнова. Јас би сакала по ова точка да поставам неколку прашања пред да се гласа. Со оглед на член 20 од Законот за финансирање на локална самоуправа, кој што го уредува долгорочното задолжување на општината, кој што вели дека одлуката за долгорочно задолжување ја носи Советот по претходна јавна расправа по предметот опис на проектот и услови за финансирање на проектот. Исто така, ова задолжување треба да е во висина 30% од вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината од претходната година, а исто така и ова задолжување треба да не ги надминува, да се земат во предвид и другите задолжувања, како и гаранциите кои што не смеат да го надминат износот на вкупните приходи од тековниот оперативен буџет. Во контекст на овој член од законот би сакала да прашам дали има одржано јавна расправа. Второ, дали се направени овие анализи да не се надминуваат овие 30% од вкупниот приход на тековниот оперативен буџет. И сигурно дека се направени анализи околу задолжувањата. Ме интересира какви се разликите на задолжувањата визави она што беше од Светска банка. Дали има некои драстични разлики? Сигурно дека се правени анализи и предвидувања колку би биле тие камати, рокови на задолжување, нели? На тие прашања барам одговор пред да имаме гласање. Колеги, доколку нема друг за збор, го поканувам градоначалникот да даде кратки објаснувања. Повели градоначалник. Почитувани советници, значи со оглед на моменталната состојба со COVID-19, претходната одлука која што имавме и беше ограничувачка да се задолжиме само од Светска банка. Во консултација и разговори со Светска банка ни беше укажано и направивме анализи и јавни анкети да новата одлука која што ја носиме врз основа на претходно укинување на претходната одлука биде малку со поширок обем на опфат, затоа што задолжувањето можеме да го направиме од повеќе фактори. Тука не ја исклучуваме Светска банка, значи се уште преговараме и разговараме со Светска банка. Тука ни влегуваат и ЕБРД фондовите и нормално последна опција ни се комерцијалните, домашно комерцијално задолжување. По однос на тоа, ние како раководство на општината, нормално и како советници, транспарентно и објективно, кога ќе ги добиеме сите информации во делот на она што ни се понудува како задолжување, ќе го произнесеме пред вас како советници за да можеме да продолжиме во полномошна поставка. Иначе по однос на она што го прашавте по член 20, финансирањето на општините и локалните самоуправи е ограничено со закон за Министерство за финансии и не може да биде повеќе од 30% од приход на општината. Вие сами знаете дека општина Кавадаци до денеска е незадолжена општина. Единствен заем што го има земјана општина Кавадаци
еланскиот заем што го користивме од 50 милиона денари за инфраструктурски обекти и асфалтирање во улици и булеварски решенија на општина Кавадарци. Општина Кавадарци со добиена согласност од Министерството за финансии до моментот има бонитет и ликвидност да се задолжи до 3 милиона евра. Овој проект кој што го имаме за зелениот пазар со двете нивоа за паркирање и изградбата на улица Зелен пазар, двонасочна улица со комплетна подземна и надземна инфраструктура, по основен проект вредноста е 104 милиона денари, која што очекувам на тендерирање да падне, тоа се проектантски цени, така да ние нема да искористиме ни 50% од капацитетот кој што ги има општината да се задолжи. Сами знаете дека пазарот не е во една завидна ситуација, дека тоа е клучен проект за општина Кавадарци и во делот на двете нивоа кои ќе имаме за паркирање овозможуваме плюс 140 места за паркирање, така да овој проект ќе биде и во делот на само издржувачки и финансирачки проект. Нормално, пак ќе повторам, кога ќе ги имаме понудите дали од Светска банка, од ЕБРД или од комерцијалните банки, ќе ги ставиме на располагање, ќе ги разгледаме сите ситуации, ќе донесеме заедничка одлука да не го нарушиме текното работење на општината и ликвидноста. Јас лично како градоначалник очекувам од 140 паркиралишта кои ќе имаме од зелениот пазар, да имаме личен бенефит за јавното претпријатие за паркирање и нормално очекувам со изградбата на зелениот пазар кој ќе биде покриен зелен пазар со уредени места за продажби на соодветни производи, како што се млечни производи, зеленчук, овошје и други раногранарски и тековни продукти, да ги исполнуваме стандардите кои што денеска се активни. Нашиот пазар во моментот не исполнуваме стандарди за продажба на млечни производи, тоа го знаете. Имаме реакција од луѓе кои што произведуваат млечни производи и млеко. Имаме реакција од луѓе кои што продаваат поосетливи категории на продукти, затоа што ние немаме ниту кумори за ладење, немаме ниту соодветни услови, а мислам дека едно време тоа да се направи, така да во тој дел очекувам и обемот на работа на пазарот, кога ќе биде културно изграден, да се зголеми на повисоко ниво. Сето тоа, приходот кој ќе имаме од градскиот пазар, нашата анализа е направена дека очекуваме двојно да се зголеми како приход. Сами знаете, вчера на комисија го гледавте, дека градскиот пазар во моментот има вкупни приходи од 3 милиона и 400.000 денари. Он е рентабилен. Нашето очекување на анализи финансиски се со изградбата на новиот зелен пазар и со овозможувањето на услови како што доликува на една денешна ситуација, таа зелениот пазар приходот го подигне на годишно ниво на 6 милиона денари. Со 6 милиона денари ние веќе ќе можеме овој кредит да го сервисираме и од самиот зелен пазар. Тоа е вака рационално размислување. А нормално, паркиралишта кои се невозможно во централното градско подрачје од 140 паркиралишта, да носат приход за јавното претпријатие и во таа ситуација мислам дека немаме ризик воопшто за задолжувањето. Меѓутоа, пак ќе повторам, ова е само почеток, предлог одлука за долгорочно домашно задолжување и ја исклучуваме Светска банка. Со сите понатамошни отстапки се добива согласност од Министерството за финансии. Таа согласност ќе ја добиеме и понудите ќе ги разгледаме заеднички на комисија и на совет и крајната одлука ќе биде наша заедничка на сите со граѓаните за да можеме да изградиме тој зелен пазар. Колеги, доколку нема друг за дискусија, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Извинувам, кои се против или воздржани, другите претпоставуваме дека се за. Констатирам дека со 18 за ја изгласаме втора точка. Одеме на трета. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Кавадарци за 2020 година. Прв квартал. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Дали има против или воздржан?
Доколку нема, констатирам дека со 18 за ја изгласавме и трета точка на дневниот ред. Четврта точка, предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Заедно со амандманите. Дали има некој против или воздржан? Доколку нема, констатирам дека точката е изгласена со 18 за. Пета точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на гадежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Има ли некој против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека е изгласана со 18 за, заедно со амандманите. Одиме на точка број 6. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека точката е изгласана со 18 за. Седма точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам точката на гласање. Дали има за и против? Доколку нема, констатирам дека ја изгласавме со 18 за. Осма точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадарци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека е изгласана со 18 за. Девета точка. Предлог програм за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадарци во област на спорт и млади за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема за расправа, бараме градоначалникот да даде објаснување. Повеќе. Која точка беше? Девета. Со оглед на девета точка, со препораки на влада, поради укинувањето на сите активности во делот на спортот и рекреацијата, ние како општина сме должни да ја спроведиме препораката и со комисија одлучивме 50% од вкупната подршка за спортот и развојот на спортот во општина Кавадарци го ребалансираме, односно го намалиме. Тоа не значи дека до крајот на годината нема да ги вратиме тие средства заедно во спортот, односно со укинувањето на воредната состојба и со допуштањето на нормално функционирање на спортските клубови во цела држава, нормално и во нашата општина, ние по понатамошен текст, односно на понатамошна седница на следен ребаланс и вратиле сразмерно соодветни средства на сите спортски клубови, за да може да си ги постигнат нивните цели. Односно, претходно, пред да ја донесеме оваа одлука, владата донесе одлука дека сите аконтации и акотизации на спортските клубови се ослободуваат. Тоа е веќе намален трошок за спортските клубови. Меѓутоа и со тоа што се укинати тренизите и активности на спортските клубови немаат трошкови, ние мораме да ги пратиме тие трендови и да ја намалиме средствата. Меѓутоа, дали оваа ситуација ќе помине во мај месец, а очекуваме се да помине во мај и од јуни почне нормално спортската сезона да функционира, со самото почнување на спортската сезона, штом ги исцрпат средствата од првиот квартал, ние со нареден ребаланс ќе ги вратиме сразмерно соодветно средствата врз основа на тоа за да си ги завршат нивните годишни сезони во било која област на спорт. Така да ова е само едно усогласување и носење на одлука врз основа на препораките на владата за понатаму да можеме
оставаме простор да пак ги ребалансираме. Тие средства нема да ги потрошиме за други намени. Општина Кавадаци во својот буџет сега што остава од 7 до 10% нераспоредени средства, така да мислам дека нема бојазност. Јас ги охрабрувам сите спортисти да бидат и спортски клубови објективни и да можат да продолжат со работа по поминување на пандемија. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Колеги, доколку нема друг за збор, по точка број 9 ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Доколку нема, констатирам со 15 за дека е изгласана точка број 9. Одиме со точка број 10, предлог програма за активноста на општина Кавадаци во област на културата за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Има ли против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека со 18 за ја изгласавме 10-та точка. Точка број 11, предлог програма за активност на општина Кавадаци во област на социјалната заштита за 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Се извинувам, градоначалникот бара збор, односно кратко објаснување. Повели градоначалник. Така, по однос на ова точка за социјална помош и социјална категорија на општина Кавадаци, исто така, врз основа на ситуацијата со COVID-19, тука имаме зголемување на буџетот, скоро за двојно, за потребите на жителите на општина Кавадаци. Морам да потенцирам и да кажам дека до сега, заедно со проектот Нула глад во Кавадарци, заедно со нашите домашни компании кои што ги имаме во општина Кавадарци, заедно со Црвен крст и со организациите хуманитарни, ние имаме комисија за социјална категорија и загрозени, односно засегнати лица од COVID-19, кои што на дневна основа ги посетуваме и според нивните потреби им доделуваме она што е најнеопходно за лична хигиена, намирници и на категорија кои се загрозени во делот на нивната екзистенција. Пошто и сами знаете дека многу луѓе кои што до сега функционирале во делот на надвор од нормалното работење, дали тоа било во собирање на пластика, метал, железо, отпадни материјали, тие се спречени да го работат тоа и немаат никакви приливи и сме приморани оваа социјална категорија да сумата што го зголемиме. Меѓутоа сакам да ве информирам дека до сега функционираме феноменално. Јас би изразил една благодарност до Екоживот, до проектот Нула глад во Кавадарци, до сите инволвирани наши луѓе преку Министерството за труд, социјална политика и Комисијата за социјална категорија. Нормално не би можел да не спомнам и да изразам една голема благодарност до семејство Заеви кои што доделија 200 пакети во општина Кавадарци со основни намирници и компанијата Слога, компанијата Минекс и други компании кои што редовно не пратат во таа ситуација. И сакам да ви доинформирам дека општина Кавадарци со поштувањето на воредната состојба до денеска речиси да воопшто нема потрошено финансиски средства за справувањето со кризата и со пандемијата. Што значи тоа? Тоа значи дека сите активности кои што ги презема општина Кавадарци во делот на дезинфекција на влезовите на општината, дезинфекција на колективните стамбени згради, дезинфекција на јавните институции, опрема во делот на јавните институции со заштитни маски, средства за дезинфекција и средствата за дезинфекција кои што ги набавивме, со мала помош од јавното претпријатие Комуналец, останато е сето обезбедено со донации од наши општествено одговорни компании. Нема да ги именувам, на благодарам на сите компании, така да општина Кавадарци до сега нема потрошено средства за справување со пандемијата, односно ги искористи сите ресурси во делот на она што значи општина. Сакам да изразам и посебна благодарност до сите работели во детските градинки,
сите вработени во образовниот основен и среден систем за образование, школство и нормално до нашите јавни предпријатија, паркинг, комуналец, Јасмин, спортските објект, домото културата, музеот, каде што сите личности и луѓе кои што не одат на работа и се приморани да седат дома ради нивната дејност која што е ограничена и забранета, се вклучија масовно во дезинфекцијата и во справувањето со COVID-19. Успехот е заеднички, успехот е видлив, да не се подлечиме, до сега општина Кавадарци се држи на едно ниско ниво во делот на заразени од COVID-19, на контролирана ситуација, а и сами знаете дека на почетокот ситуацијата ни беше алармантна и можеше да не избива од контрола. Тука би дал исто дополнување и да заблагодарам на полицијската станица од Кавадарци, на противопожарната единица која што будно и секојдневно ги следи ситуациите и помага во делот на дезинфекцијата, а нормално најголема благодарност и до општата болница и здравствените работници кои што несебично се вклучија во цела ова ситуација, за Кавадарци да биде една од општините каде што најмалку е засегната во делот на COVID-19. Благодарам. Благодариме градоначалник за исцрпната дискусија и од повеќе благодарам туристички институции што ги поздравивте. Ние водиме со, доколку немаме друг за збор, согласање по точка 11. Доколку нема против и воздржани, констатирам дека се 18 за. Точка број 12. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет 36/19 поведен пред Основен суд Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема за збор, точката ја ставам на гласање. Дали имаме воздржани и против? Доколку нема, констатирам дека со 18 за ја изгласавме точка број 12. Точка број 13. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет 54/19 поведен пред Основен суд. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Доколку нема, констатирам дека точката е изгласана со 18 за. Точка број 14. Предлог одлука за кофинансирање на проект подобрување на инфраструктурата на енергетска ефикасност на Средно општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Отварам расправа. Повели збор бараше Јосиф. Повели Јосиф. Може ли да се објасни колку е сумата на тие финансиски средства, бидејќи тоа беше и некоја норвешка донација таму. Може да се објасни колку е сумата. Колеги, доколку нема никој за збор, ако има да ги исцрпиме сите говорници, објаснувањето да биде на крај за сите одеднаш. Може и така. Дали бара уште некој друг збор? Колку нема, од службите или градоначалникот да даде кратко објаснување по барањето на колегата Јосиф. Повели градоначалник. По однос на оваа одлука, купната вредност на проектот е 4.950.000 денари или 90.000 долари. Учеството на општина Кавадарци изнесува само 300.000 денари. Проектот офаќа подобрување на инфраструктурата на енергетската ефикасност на Средното основно земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров преку промена на кровната конструкција, поставување на енергетски и термичка фасада и промена на постоечко осветлување со LED осветлување. Значи таму до сега фасадата е завршена, кровната конструкција е променета, сега објавуваме нов тендер, повик за постоечкото осветлување го смениме со LED светелки каде ќе постигнеме подобра светлина и нормално намалување на трошковите. Така да нашето учество е само 300.000 денари од вкупно 5 милиона денари. Тоа е комплетно од Швајчарската амбасада со седиште во Белград, подржан проект во делот на општина Кавадарци и Средното земјоделско училиште. Благодарам. Колега, дали е доволно објаснувањето?
Одиме со гласање за и кој е против или воздржан, доколку нема, констатираме дека со 18 за ја изгласавме точка број 14. Точка број 15. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро, метални столбови за тротоари од Друштво за производство, трговија, услуги, Гожувчанка, Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам точката на гласање. Дали има воздржани и против? Доколку нема, установуваме дека со 18 за ја изгласавме точка број 15. Од моје име и од името на Советот се заблагодаруваме на компанијата Кожувчанка, со менеджерскиот тим и раководителот, односно директорот. По сите точки што идат наредни нема да се заблагодарувам, ова ќе важи за сите донации. Одиме со точка број 16. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро од Друштво за производство, трговија, услуги, КТО, Извоз Судовска Вадац. Отварам расправа. Ту нема никој за збор, ја ставам на гласање. Дали има против воздржани? Доколку нема, со 18 за, ја гласаме точка број 16. 17 точка. Предлог одлука за примање на донација канделабри за улично осветлување во општина Кавадац од Друштво за производство, трговија, услуги, Гожувчанка, ТО, Увоз и Извоз Кавадац. Отварам расправа, доколку нема никој за збор. Точката ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Утврдуваме дека со 18 за ја изгласавме точка број 17. Точка број 18. Предлог одлука за примање на донација ревизија на основен проект за изградба на проект капела во склоп на муслимански гробишта во Кавадац од Друштво за производство, трговија, услуги, Гожувчанка, ТО, Увоз и Извоз Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на глас. Дали има против и воздржани? Доколку нема, утврдуваме дека со 18 за изгласавме точка број 18. Точка број 19. Предлог одлука за примање на донација од материјално добро за заштита од COVID вирусот од Друштво за производство, трговија и услуги Кожувчанка, ДО, Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Доколку нема, утврдуваме со 18 за дека точка број 19 е глас. Точка број 20. Предлог одлука за примање на донација и давање на материјално добро прехранливи производи од Витаминка АД Прилеп. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Дали има за и против? Нема, утврдуваме дека со 18 за точка број 20 ја изгласавме. Исто и на таа кампања даваме благодарност од Советот и Општинската администрација за донација. Точка број 21. Предлог одлука за примање донација материјално добро АС машини ДОО Увоз и Извоз Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема, точката ја ставам на гласање. Дали имаме воздржани и против? Нема, утврдуваме со 18 за ја изгласавме точка 21. Иста благодарност и за ова компанија. Точка број 22. Предлог одлука за примање донација услуга за остварување на јавен интерес, реализација на проект за чисто југо Кавадац од Друштво за производство, трговија, услуги, јами експорт импорт дуел Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам точката на гласање. Дали има против и воздржани? Нема. 18 за ја изгласавме точка број 22. 20 предлог одлука за примање на донација на материјално добро за облажување на последиците од коронавирусот од Друштвото на граѓани, Ротари клуб Кавадац и Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање за и против. Дали има воздржани и против? Доколку нема, 18 за. Точка број 24. Предлог одлука за примање на донација на материјално добро тампон од Друштво за градежништво и трговија градба Промет Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање.
Дали има некој против и воздржани? Доколку нема, со 18 за, ја изгласавме и ова точка. 25 предлог одлук за примање донација на материјално добро течно гориво за ублажување на последиците од коронавирус ДТПУ Тритол Петрол Доел Скопје. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Нема. 18 за. 26 точка. Предлог одлук за примање на донација на материјално добро заштита од COVID вирусот од Друштво за производство, услуги, трговија, Агротомил, Славице и Ордан ДО Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема за збор, ја ставам на гласање, воздржани и против дали има? Нема. Со 18 за, ја усвојува и ова точка. На Агротомил, трговија Петрол Скопје, Градба Промет и Ротари клуб и се заблагодаруваме од име на својот градоначалник и локална самоуправа. Одиме со точка број 27. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за примање донација на ДТПУ паркинг проект Доел. Перкан проект Доел Прилеп. Отварам расправа. Доколку не бара никој збор, ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Немаме. 18 за и ова донација ја примаме со благодарност пред донаторот. Одиме на точка 28. Предлог одлука за издавање на гаранција на долгорочен кредит со својство за извршена исправа на ЈП Комуналец Кавадац. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Воздржани и против? Немаме. 18 за. Број 29. Измена годишен план за работување во ЈП Комуналец Кавадац за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Воздржани и против? Немаме. 18 за. 30 точка. Извршите работењето на ЈП Комуналец Кавадац и за период од 1.1. до 31.12.2011 година, донесена од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадац на седница одржана на ден 11.3.2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, ја ставам на гласање. Дали има некој против и воздржани? Нема. Со 18 за, ја гласаме точка број 30. Точка број 31. Годишни снижување за работењето на мали хидроелектрични централи Лукар Доел Кавадац за 2019 година, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадац на седница одржана на ден 27.2.2020 година. Отварам расправа. Доколку не бара никој збор, ја ставам на гласање. Воздржани и против? Нема. 18 за. Точка број 32. Предлог одлук за давање согласност на одлука за ослободување од плаќање 5% Намалување на доместок на Закупнина. утврдена од склучени договори за користење на простор во функција на спорт на ЈП Митко Хаџибашилев Јасмин Кавадаци за месеците април и мај 2020 година, донесена од управниот одбор на ЈП Митко Хаџибашилев Јасмин Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Против и воздржани нема. 118 за. Одиме точка број 33. Извештај за редовна работа на ЈП паркинг Кавадаци за период од 1.1. до 2020 година до 31.3.2020 година, донесена од управниот одбор на истата фирма. Отварам расправа. Доколку не бара никој збор, точката ја ставам на гласање. Дали имаме воздржани и против? Нема. 18 за. Точка број 34. Предлог одлука за давање согласност на одлука за изменување и дополнување на одлука за долгорочно задолжување на ЈП паркинг Кавадац. Со архивски број 03.957/4
2.4.2020 година, донесена од управниот одбор на ЈП Парки. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Со 18 за. Точка 35. Предлог одлука за давање согласност одлука за изменување и дополнување одлука за утврдување на тарифа на цени по зони за организирање на зонско паркирање со архивски број 03.957/5 2.4.2020 година, донесена од управниот одбор. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам на гласање. Дали има против и воздржани? Нема, со 18 за. 36. Предлог одлука за усвојување на годишен план за вработување на средно општинско училиште Кирил Панџов Брко, Кавадарци 2020 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Нема воздржани, нема против, 18 за. 37 точка. Предлог одлука за примање донација кабел за улично осветлување во општина Кавадарци ДТПУ електроексплозив Доел Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, точката ја ставам на гласање. Воздржани, против, нема, 18 за. Тридесет и осма точка. Одлука за измене и дополнување на годишниот план за работа на Општинско основно училиште Тошо Белко Пепто Кавадарци за учебната 2019-2020 година со архивски број 02-111/8 од 25.2.2020 година, донесено до училишниот одбор на Основно општинско училиште Тошо Белко Пепто Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Воздржани и против дали има? Нема, 18 за. 39, така. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлука за утврдување на висината на доместото што се плаќа за користење на општинските јавни патишта. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Воздржани и против нема, 18 за. Не ми заврши гласуваш. Точка број 39. Как да се изкажи? Точка број 40. Предлог одлука за ослободување од надоместок за користење на простор пред деловни простори за вршење дејност за времетраење на воена состојба. Воена состојба. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, градоначалникот има кратко објаснување повеќе градоначалник. Почитувани, со ова одлука, исто така како и одлуката на владата, ги ослободуваме од надомест за плаќање на користење на јавно користени површини за месец април и мај. Сите корисници тука спаѓаат кафетери, ресторани и оние кои се засегнати, односно не работат во делот на нивната дејност. Ова одлука ја носиме за април и мај. Со оглед на тоа дека очекуваме мај месец да се разлабави ситуација и да почнат да работат, еве пакет охрабрување до сите угостители, поготово да се 95% угостители, да ги задржат нивните вработени, да чекаме после празниците да се почнат со работа, доколку треба, и се јаве потреба општина Кавадарци ќе предложи пак нова иницијатива заедно со советниците да ги ослободиме и од поното мошно олеснување на плаќањето на јавно прометни површини, доколку ова ситуација се продолжи, така да ова сега што го носиме е само за месец април и мај, а оставаме простор и можност на наредни седмици да донесеме дополнителни
олестителни мерки за самите ugostители, пошто мислам дека они се најмногу засегнати во оваа ситуација во делот на вирусот COVID-19. Јас пак ќе кажам, очекувам после првата недела од мај месец да почнат со делумна работа. Дај Боже тоа да се одвие во најнормален ред и заеднички ќе донесеме понатамошни инструкции за одлуки за плаќањето на промет во јавни површини, пошто воопшто не се мали тие суми за ugostителите, подобро да се задржат работените и да може да функционират, а општо дека владата ќе ги ребалансира тие средства за понатамошни действија. Така да ова одлука е за месец април и мај, со можност за понатамошно ослободување со гледување на ситуацијата и пролонгирањето на воредната состојба во Република Северна Македонија. Благодарам. Благодариме, градоначалник. Ја ставам точката на гласање. Дали има воздржани и против? Со 18 за. Точка број 41. Годишен извештај за поставување на отпад. Годишен извештај за поставување на отпад за 2019 година од градоначалник. Постапување. Се извинувам. Годишен извештај за постапување со отпадот за 2019 година од градоначалник. Отварам расправа. Доколку нема разбор, точката ја ставам на гласање. Дали има воздржани и против? Доколку нема, 18 за. Точка број 42. Предлог одлука за давање согласност за подписување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет 4/2020, поведен пред Основен суд Кавадарци. Отварам расправа, доколку нема за збор, ја ставам точката на гласање. Воздржани и против. Нема 18 за. 43 точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2020 година за опожарен стамбен објект на улица Бошко Бука. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Воздржани и против. Нема 18 за. 44 точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2020 година за опожарен стамбен објект во Мокриште. Отварам расправа. Доколку не валя никој збор, ја ставам. Ристо, Повели. Само информативно сакам. По колку парични средства ќе се дадат на вие трите кои ќе се опожарени, само информативно сакам. 30.000 на двете индивидуални, 15 на Колеги, 30.000 на индивидуални, а по 15 на групни. На колективни, на панамодали. 44 точка. Согласно 44 точка читавме изгласуваме 45 точка. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2020 година за опожарен колективен стамбен објект на улица Пано Мударов. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор, точката ја ставам на гласање. Против и воздржани нема, 18 за. Колеги, со ова истрпен дневниот ред, се надевам дека наредна седница физички ќе бидеме присутни, дека короната ќе помине. Може ли два збора само? Ви го честитам првомајскиот празник. Чекай. Може ли два збора? Може, колешке. Во след на епидемијата, односно пандемијата во нашата република и во светот, за 22.4. оваа година е создадена конференција со владата на Македонија, со Комисијата за родба и еднаквост, на која беа донесени дека заради зголемување на бројот на жртвите на сетвено насилство, ќе донира материјал во сите општини во Кавадарци да се распореди во јавните места како што се аптеките, маркетите, пазарите, да се објави на веб страницата на собранието, а исто така и на овие информативните радио и телевизија со цел да за време на епидемијата, односно за време на политичкиот час,
заштита од секоја насилство, одбини од законот за прибегување од дома, со цел да се заштитат или да му се пружи соодветна помош. Било во здравствените установи, полицијата, социјалното. Значи, флаерите и плакатите ќе бидат соодветно распоредени по пристигнувањето во нашето собрание. Колешки, со самото пригнување ќе се викаме, ќе се договориме со волонтери и со луѓе што сакат да ги поделат по ваш налог. Вие знаете како е редот, така ќе ги распоредиме во најбрзо можно време. Колеги, ви Председателе, може ли јас нешто да прашам? Може. Едно советничко прашање до крајот, до градоначалникот. Градоначалниче, дали имате некои нови информации во однос на тоа како ќе почне со работењето во градинка, во основно училиште? Има многу дезинформации, има некои си временски период кој што се спомнува, но во моментот дали имате вие информации најнови како би течел текот за понатаму? Има родителите прашуваат, граѓаните прашуваат, па така да му дадеме една слика за тоа како би се одбивало во текот во наредниот период. Така, ние како општина редовно добиваме информации и препораки на владата. Исто така имаме достапност до централниот кризен штаб на влада и предлозите кои што пред да минат до влада ги пуштаат до нашиот централен кризен, односно локален кризен штаб и јас како градоначалник. Верувам дека кај секој еден постои расположението да што побрзо се отворат и градинките и школите, меѓутоа со последните гледање на ситуации и објаснувањето од Министерството за образование, мислам дека учебната година ќе продолжи на овој начин како што е до сега, нема да биде активна. По делот на градинките, пошто градинките ни требаат и во летниот период, заради потребата на родителите да редовно одат на работа и функционираат, можам да дадам само моје мислење на цела ситуација. Доколку мај месец оваа пандемија стивне на некој начин, мислам дека ќе се почне од јуни со отварање на работењето на градинките. Нормално тоа пак ќе се окажа стручните тела во делот на Министерството за здравство и Здравствениот дом и Институтот за јавно здравје. Не верувам дека тоа ќе се случи преку ноќ одеднаш да може деца да ги примиме. Сигурно ќе има некоја селекција и некој парцијално пуштање на работа со одреден број на деца, али мои очекувања се лични дека од јуни месец дека треба градинките да почнат со работа. Јас тука би сакал да додадам да кажам дека кризниот штаб на општина Кавадарци редовно е комуникација, доста предлози и мерки кои што ги имаме дадено до централниот кризен штаб се прифатени од нивна страна. Исто така сакам да дадам оhrабрување на сите оние лица кои што во моментот треба да се обавуваат својата стручна дејност и дејноста во делот на јавната работа, да не себично го прават тоа. Зошто? Затоа што овој момент е многу битен момент за поготово за нашата општина, затоа што вие знаете дека ние како општина бевме и ќе бидеме една од економски најразвиените општини. Општина Кавадарци работи во полн состав, со полно целосно работно време. Тоа значи дека овој момент го користиме да максимално посветиме на проекти, на тендерирања, на сите други ситуации, за да не паднеме на пониско ниво после поминувањето на пандемијата. Тоа го презентира пред сите раководители на сектор, еве пред вас советниците дека не би дозволил и не сигурно и вие ќе согласите со истото да после поминување на пандемијата ние се најдеме во едно не дај Боже чудо и ајде сега да почнеме да работиме и што да правиме. Работната навика мора да продолжи, работните секојдневни обврски да ги исполнуваме во целост, само така можеме да си ја заштитиме нашата општина и држава нормално, а во делот на неопходноста кај дел од вработените кои што немаат начин како да ги грижат нивните дечиња, наоѓаме заеднички разговори со секторот за човекови ресурси, со користење на нивните одмори, со давање на дополнителни слободни денови, дори во овој момент имаме тоа што размислува да земе и неплатен одмор, заради тоа што
кој да ги чува децата. Тука јас како градоначалник можам на службите да помогнам максимално во рамките на законот. Доколку успееме од јуни месец да почнеме со работа во градинките, ќе биде добро за сите. Враќањето на работа на економијата ќе биде малку помалку трпно, свесни сте и сами, го знаете. Една од најголемите компании во нашата држава, Декстер Мајер, токму е у Кавадарци, почна со некој капацитет од 400 до 500 луѓе да работи. Моја лично барање на кризниот штаб беше тоа да бидат луѓе од Кавадарци или Готино, да не бидат луѓе кои што доаѓаат од Велес и Прилеп, затоа што знаете дека пандемијата во Велес и во Прилеп е така поголем обем на развиеност. Сугестиите ги прифатија луѓето, ги поат сите мерки, почнаа со работа и сукцесивно ќе продолжат после празниците со оглед на нивните порачки и нарачки кои што ги имаат на светско ниво да го зголемуваат активноста на делот на обработење. Ја очекувам од јуни месец веќе да почнеме нормално да работиме. Оваа година е поместена година за мене, што значи тоа значи дека месец март и април, а очигледно и делумно мај, ќе ни биде месец кој што ќе ги паметиме долго, како месеци, и очекувам летната сезона, јуни, јули, август и септември да ни бидат работни, да не очекуваме дека треба сите да одиме по одмори, да земеме одмори, да летуваме. Напротив, ќе треба да сработиме за овие месеци кои што ги промашивме и економски, меѓутоа и капитално ги доместиме во делот на наредните месеци кои ќе ни престојат. Затоа се препораките од влада да сите стари одмори се искористат баш сега во овој период, за да можеме после економијата да закрепиме, да ја вратиме на едно ниво кај што ни беше и претходно. Како општина имавме 5% на невработеност. Во моментот нема во општина Кавадарци масовни отпуштања на невработени, што е добро. Сите компании кои што ги имаме од поголем, среден и мал размер се во комуникација со нас, даваме мотивација. Еве и ви како совет, понатаки може ќе носиме и други мерки за поддршка на компаниите. Меѓутоа, општината сега е на страна на реалниот сектор, на страна на граѓаните и очекувам да бидеме пак на исто ниво и после пандемија. Затоа што ако паднеме и неколку чекори подоле, тешко ќе можеме да се справиме. Ако е доволен одговорот, јас би сакал само да ви се заблагодарам за ова денешна седница, за вашето учество, да ви посакам празникот на трудот, што го викавме, или сега 1 мај, да си го поминете убаво, во согласно с прописите и регулативите од здравствените работници и полициските работници. Ако ништо друго, научевме дека треба малку да бидеме поприземени, да се ставиме малку по нормално функционирање и да се зближиме со семејството. Така да во овој дел сега, еве добро е што утре до 14 часот е ослободено. Јованчев, може ќе му појдеме сите го гледам таму на викендица горе каде, не знам. Ја мисля дека ќе не покане сега да рече утре може да дојде на 1 мај, ама се чути. Не, не е провокација ова, сега. Следниот. Па и мутира дебата ли другото? Следната седмица. Да. Така да мислам дека наредниот совет ќе имаме нормално функционирање и да размислуваме по-долгорочно. Благодарам од моја страна, председател да се налуте. Градоначалник имам виѓа да се лутам ова со задоволство го слушам. Ме го одушевува овие факти што ги дадовте. Јас само на граѓаните им почеститам мајскиот празник. Им се заблагодарувам на колегите, со тоа ја завршувам. Благодариме. Та са молчењето.